Скопските актуелни градоначалници и кандидати се мобилизираа во чистење на општините. Со механизација која напомош им пристигнала од други приградски општини и градови се чисти во центар, критичните точки низ општините Карпош, Аеродром, Шутово, Ризари. Дополнително организирале и миење на улиците. Кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН вели постапуваат по насоките дадени од ИЕЗ. Денеска продолжуваме со чистење во општина Кисела Вода, како и во останатите општини во градот Скопје, на неколку позиции каде што е најалармантно, како овде во 11 октомври згради, во Расадник и останатиот дел ќе се чисти. Самите се сноѓаме, продолжуваме утре, понеделник, среда и петок со чистење. Имаше пријави од граѓаните, мислам и дека реагираа на социјални мрежи. На други локации каде чистиме денеска, тука сме со машини од колегата од Штипи Јорданов. Благодарност до Јорданов што не излезе во сусрет денеска. Денес чистиме на Васил Ѓоргов и ќе продолжиме на Пластичарска улица. Има една голема депонија. Така што мислам дека денеска дел од жариштата би ги средиле и секако нели утре повторно продолжуваме. Утре продолжуваме, понеделник, среда и петок повторно продолжуваме. И празниците и викендите ги користиме да сработиме нешто корисно за граѓаните. Деновиве од после првата акција добив десетици слики од депонии низ Карпош, сликано од тераси на граѓани со молби да се отстранат мини депониите покрај контейнерите, така да еве денеска во соработка со вас, зашто сме ви преблагодарни и на општина Велес, на колегата Колев, да пробаме да исчистиме уште еден дел од Карпош. Во центар утрово извршена вонредна дератизација во основните училишта и градинки, а акцијата продолжува и во понеделник. Кандидатот и актуелен градоначалник Герасимовски ги повикал на состанок угостителите и куќните совети за да преземат мерки за дератизација, за да се опфати целата територија на општината. Имаме изнајмена дополнителна механизација со камиони, со багери, за да цел овој шут кој што го имаме по улиците го отстраниме. Дадовме насока на училиштата да се направи дератизација, дезинсекција на самите училишта, целосно да се чистат секојдневно дворовите со поголем број на вработени и така натаму, да не дозволиме да се шетаат глувци низ општината, поготово школските дворови или во дворовите на градинките. Акција за чистење спроведува и јавното предпријатие ПОЦ, кои изминатите недели со својата механизација помагале во чистењето на општината. Во 2 смени нашите вработени веќе со недели и недели го чистат оној отпад, оној ѓубре околу самите контейнери. Упати апел до нашите сограѓани кои колку може во однос на своето време да се приклучат во оваа акција, каде што побрзо би го расчистиле ѓубрето и малце би ги растеретиле, да кажам, нашите вработени кои што ќе повторам денонокно работат изминатиот период, додека не се реши оваа кризна ситуација. Во понеделник пред прагот на секое училиште ќе се поставуваат дезинфекциони бариери, мерка која посочи од ИЕЗ со цел да се спречи внесување на нечистотија преку обувките. Во Аеродром спроведена е дератизација низ целата општина од 9 до 24 октомври, со која се опфатени 3000 шахти во кои се поставени 9000 мамци. Меѓу препораките кои вчера ги издадоа од ИЕЗ покрај итното собирање на отпадот од страна на комуналните служби, се и препораките до граѓаните да го селектираат ѓубрето, да избегнуваат контакт со расфрлениот смет, а локалните власти задолжително да ги мијат улиците. Инаку од пред неколку дена, поради алармантната состојба со сметот во главниот град, истражните органи почнаа постапка за испитување на кривично дело за грозување на животната средина и природата со отпад. Од обвинителството не откриваат детали, велат во текст се проверки во јавното предпријатие Комунална хигиена. Од МВР соопштија дека единицата за економски криминал од просториите на Комунална и градоначалникот на Скопје одземале соодветна документација и докази под сомнение за сторени кривични дела поврзани со несобирањето на отпадот. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.